Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Православните христијански верници во земјава денеска го слават Бадник, ден пред големиот празник Рождество Христово Божик. Семејството на Бадник се собира на заедничка вечера и според обичајот оваа вечер не се оди на гости. Се прави богата постна трпеза. Покрај лепчето со паричка и богатата трпеза, дел од традицијата и бадниковото гранче, кој се смета за најздраво дрво, за да бидат здрави сите во семејството. Бадниковите гранчења се символ на среќата, љубовта и светлината, со кој православните верници ги украсуваат домовите за Бадниковата вечер во пресрет на Божик. Македонија и Бугарија ја започнаа годината со заострена риторика околу акцијскиот план за правата и на заедниците и прашањето на јазикот. По изјавата на премиерот Христијан Мицкоски реагираше бугарското МНР, избегнувајќи го терминот македонски јазик, на што Скопје возврати дека документот е изработен согласно европските стандарди и на македонски јазик. Македонија и Бугарија ја стартуваа годината со заострена риторика. Загрижени сме за измислените тези на македонските власти. Документот за заедниците не е спор помеѓу Скопје и Софија. Вака бугарското МНР му одговори на премиерот Мицкоски, кој вчера рече дека акцијскиот план за правата на малцинствата и заедниците бил одбиен од Бугарија бидејќи бил на македонски јазик. Сепак и во реакцијата на Бугарија се избегнува користење на терминот македонски јазик, а наместо тоа стои фразата достапен јазик за граѓаните на Северна Македонија. Прашањето на кој јазик треба да биде планот за правата на заедниците што се очекува од Северна Македонија е внатрешно прашање на соседната земја и не е тема на односи помеѓу двете држави. Документот ќе го спроведуваат токму незините институции кон сопствените граѓани и логично е дека треба да биде на јазик достапен за нив. Изборот на Скопје да им го представи нацртот на овој план на своите граѓани на англиски јазик е тешко да се објасни, особено ако се има предвид да се спроведе документот, стои во реакцијата на бугарското министерство за надворешни работи. Од македонското МНР пак појаснуваат дека документот е изработен на македонски и англиски јазик од домашни и меѓународни експерти, содржи јасно дефинирани мерки, рокови и надлежни институции и е според највисоки европски стандарди. Загрижува фактот што наместо да биде поздравен како конструктивен чекор напред, документот е предмет на апстрактни и неосновани коментари од страна на Бугарија, што не придонесува за градење доверба и добра верба помеѓу двете држави. Наместо неаргументирани коментари од нашиот сосед, очекуваме европско однесување, меѓу другото и по однос на целосната почит и признавање на македонскиот јазик, посочуваат од македонското МНР. Обвинување на оваа тема денеска си разменија и партиите. Од СДСМ велат дека власта намерно ги кочи евроинтеграциите. Зошто прашањата со Бугарија за македонски јазик се отвораат сега кога се затворени во Европската унија, како што веќе многу пати кажавме, затоа што ВМРО намерно го стопира процесот на евроинтеграција и намерно измислува теми како последната со Бугарија, стои во соопштението на СДСМ. Среќа што СДС не се на власт. Инаку ќе бевме кандидати за влез во Европската унија како малцинство во Бугарија, кое зборува бугарски јазик и има бугарска историја, возврати од ВМРО ДПМН. Но затоа и не се на власт, затоа што граѓаните ја дадоа поддршката на ВМРО ДПМН, партија која ќе ја внесе Македонија во Европската унија без да се погази волјата на граѓаните. Наместо најавениот диалог по нова година за надминување на спорот помеѓу двете држави, Скопје и Софија и натаму си разменуваат остри пораки. Мицкоски вчера откри дека изминатиот период имало повеќе иницијативи од европски челници, Франција и Германија, да бидат посредници на вакви средби, но сите биле одбиени од бугарска страна. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. За економскиот очекување во 2026 година во тема на денот во дневникот на Сител зборуваше универзитетскиот професор Борче Треновски. Простор да се верува дека 2026 ќе биде година на закрепнување, година на надеж. 2026 година, јас би рекол умерен оптимизам. Иако се уште стануваат многу прашалници поврзани со 2026 година, она што би го кажал за да почувствуваат и нашите граѓани и бизниси, тоа е доколку стандардот на граѓаните се зголеми, доколку видиме капитални инвестиции, инфраструктура, градење и така натаму, и доколку видиме јавни услуги за граѓаните и за бизнисот кои се стабилни. Го гледаме овај крајниот аутпут кој ќе предизвика некаква
позитивна промена. Меѓутоа, прашањето е дека тоа никош нема да се случи автоматски. Значи во 2026 година јако предвидувањето се дека околу 3,8 до 4% ќе биде растот. Меѓународните институции се од 3,2 до 3,5 проекции. Дека инфлацијата драстично ќе падне кон 2,5. Иако се зголемија платите, се предвидува дека тие понатаму ќе се зголемуваат. Веќе ги начнав од овие теми. Се уште остануваат бројни ризици во оваа насока, дали очекуваниот ефект ќе го почувствуваат граѓаните, дали ќе имаме позитивно 2026 година. Иако трендот е, јас би реков, умерено, оптимистички, ние сме внимателни за тоа што може да се провери следната година. Тоа ќе зависи од повеќе работи, има повеќе ризици. Едно се реализацијата на капиталните инвестиции кои се долго се најавуваат. Меѓутоа не само реализација, колку, како, колку ќе не чини, дали ќе ги направиме со потребните средства. Втора работа е дали фискално ќе останеме стабилни. Колку ќе се задолжиме, под кои услови, дали ќе го балансираме побарувањата за плати, пензии со она што ни е фискалната состојба и фискалното здравје. Во продолжение